и по повод манифестацијата Поречки фармер ова утро во живо разговара со пчеларот Саше Русевски. За втор пат добро утро. Ирена, едва чекам да видам какви се новости ќе ни споделите. Добро утро, Сузе, по втор пат до тебе. Добро утро, почитувани. Токму како што кажа наша Сузе, ова утро ќе дознаеме малку повеќе информации за онаа манифестација која што ќе се случува во среда на големиот празник 11 октомври во Самоков, во Поречието. А оваа манифестација го носи насловот Поречки фармер. Ова утро нешто повеќе за Поречки фармер ќе ни каже Саше Ристевски, пчелар кој што ни доаѓа од Македонски Брод. Саше, добро утро. Добро утро. Што е она што ќе се случува на 11 октомври, на големиот македонски празник? Вие организирате манифестација веќе по 4-ти пат, насловена како Поречки фармер. Што ќе имаат можност сите посетители да видат на овој ден? Поречки фармер се одржува по 4-ти пат поред во селото Самоков, во општината Македонски Брод. Тоа е мешовито здружение кое се вклучува, значи, сите селани од 54 села што произведуваат органски производи. Може да се видат на штандовите на кај што ќе бидат поставени во селото Самоков. Може да се видат од вредните раце на селаните, производите на медни, пчелни производи, млечни производи, месни производи, правени ајвари, джемови, сладка од смокви, од капинки. Како што кажа, тоа е, значи, се од произведено и направено од вредните раце на жителите на Поречје, на тој регион. На оваа манифестација ќе учествуваат луѓе од 54 села, така кои што го сочинуваат овој... Поречје има 54 села и тие ќе во скоп на целата манифестација може да присуствува секој кој од селата. Ама не мора само од селата, може од цела Македонија. Да, претежно може да се видат органски производи кои ги чуваат, например, нашите селани без прскање од пестициди и такви работи. Може да се видат пчелните производи исто така кои се органски, значи нема никакво загадување во Порече, значи тоа чиста еколошка средина, да. И тоа во главно може да се видат тие производи. Значи ќе има пчелни производи, ќе има, претпоставувам, млечни производи, како што кажавте, ќе има од животинско потекло, сето тоа е на органски начин одгледувано и произведено. Каква ќе биде манифестацијата? Покрај овие производи, што друго има? Дали ќе има културно-забавна програма, ќе има ли малку музика, малку да биде... Нормално, без музика нема забава. Ќе има културно-уметничка програма, каде што ќе има музика, ќе има етно, значи, со етно состав со играорно друштво од Македонски Брод, исто, во главно тоа ќе биде. И само да кажеме во колку часот започнува? Во 10 часот започнува манифестацијата. Манифестацијата трае до кај 1 сатот во главно. Но може, например, ако има секогаш, например, клиенти што ќе дојдат, например, да видат, може би и да продолжи. Сакав да ве прашам сега, ова Поречкиот фармер е во организација на Поречка Матица. Да. Поречка Матица е здружение исто така од овој регион. Ајде малку повеќе за тоа кога е формирано, кои му се активностите на ова здружение. Поречка Матица е формирано здружението во 2019 година и се занимава мешовито, значи како што кажавме, е мешовито здружение во кое спаѓаат на пчелари, одгледувачи на земјоделски производи, млечни производи, рибни производи, например, и како да кажеме, производи од риба, да. И збирачи на шумски плодови исто така може да кажеме дека и тие производи тие ги преработуваат. Првата година како се формира здружението, можевме да видиме само суровина како основен материјал, например како костен, млечни производи, значи како млеко. Потоа почнавме со предавања, значи
од тука, од земјата и од странство, со предавачи. И веќе наредната година можевме да видиме пласирани производи, значи што може да се подолгорочно, значи да се за 2-3 дена и воопшто да ги нема на пазарот. Добро, она што го организира Поречка Матица е Поречкиот фармер, манифестацијата. Што по оваа манифестација? Што е следно што ќе организирате? После оваа манифестација во Македонски Брод се организира веќе неколку години поред Костен јадата, да, каде што може исто така да се видат, значи како основен костенот, да, може да се види костенот и може да се произведат, може да се видат, значи произведени производи што се исто така, например, пчелни производи, млечни производи од радните раце на селаните. Тоа е значи само кога ќе тоа може да се посети 27 и 28 петок и во сабота во Македонски Брод, на плоштадот во Македонски Брод. Тоа можеме да кажеме во главно. Еден од оние учесници на Поречки фармер ќе бидеш и ти, да. Така, со твоите производи. Ајде да споменеме, да искористиме оваа можност, со што ќе се представиш на оваа манифестација. Јас сум пчелар и можам да понудам на мојот штанд пчелни производи и мед од органско потекло, од планинските масиви на Поречието, органски костен, восок, орев, ракија, исто така сливова ракија. Во главно тоа. Подготвени сте, така? Да, подготвени сте. Подготвени сте и се е спремно за среда, за 11 октомври, почеток во 10 часот. 10 часот и трае до наредниот ден, до раните утрински часови, додека има забава. Благодарам, Саша, уште еднашка за твоето учество ова утро во Добро утро секој утро. Ви посакувам убава и успешна манифестација и се гледаме, можеби на 11 октомври кај вас. И вие. Ви благодарам. Почитуванијата, тоа е она што ќе се случува, што имавме да го најавиме, што ќе се случува во среда во Самоков, Поречки фармер со почеток во 10 часот. Органски производи од вредните раце, произведени од вредните раце на сите оние населаните кои што ќе бидат овдека учесници од 54 села од Поречкиот регион. Сите вие не мора само да сте од Поречкиот регион, туку од цела Македонија. Повелете на 11 октомври во Самоков, има навистина што да се види.